11-годишната Амбла Адеми од Гостивар повторно е во оделението заедно со своите соученици во основното училиште Единство. Од сега таа ќе посетува настава само во еден клас. Случајот предизвика голем интерес во јавноста затоа што на девојчето со Даунов синдром и беше оневозможено да учи со другите деца, пошто повеќето институции реагираа во насока на изнаоѓање решение. Откако вчера се огласија Хелсиншкиот комитет за човекови права, Народниот правобранител и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, средба со родителите и управата на училиштето остварија и владини министри. Сите упатени пораки се во насока на прифаќање на децата со попреченост и нивна инклузија не само во образованието, туку и во општеството. Тоа што го видовме во медиумите, низ социјалните мрежи, во изминатите денови, на вистина не зборува за онаа која што е приоритет на Министерството за труд и социјална политика и на Министерството за образование, секако и на владата на Република Северна Македонија, тоа е инклузија на децата со попреченост, затоа што давајќи им шанса на децата со попреченост за да се вклучат во процесот на редовното образование, даваме шанса овие деца да дадат свој придонес во општеството. Треба да ги заборавиме и да ги отстраниме сите предрасуди, стереотипи поврзани со децата со попреченост, затоа што на тој начин им штетиме на самите деца, штетиме на целото општество, штетиме на целата заедница. Мора да работиме на емпатија, развивање на емпатија, на толеранција. Случајот со Амбла, мислам дека денеска е завршен и затворен, но сакам да биде еден од случаите каде што нашето општество ќе го зема како пример за многу добри други искуства понатака. Го кажувам ова работа заради тоа што образовниот систем е систем каде треба да се сите деца да се вклучуваат подеднакво во овој образовен систем. Сите треба да дадеме најголем придонес. Сите во овој образовен систем. Сите услови да не се исти за сите. Сите да придонесуваме за децата како Амбла, да се деца кои се вклучени во истиот клас, да се деца кои се вклучени во истиот систем. Инаку случајот со четврто оделенката Амбла започнал уште во декември минатата година, кога родителите на незините соученици потпишале петиција дека девојчето наводно било агресивно и пречело во текот на наставата. Поради тоа таа ротирала во неколку оделенија, а според незините родители постојаното менување на средината и пречело, така што незиниот татко се решил преку објави на социјалните мрежи да го обелодени случајот.